Европските земји се отвораат, а Македонија се уште тапка вместо со спуштени рампи. Ништо од најавите дека границите ќе се отворат на 15 јуни со оглед на лошата епидемиолошка слика во земјава. Земјите од регионот веќе кројат стратегија за туристичката сезона, за разлика од нас кои немаме ниту стратегија. Иако утре се отворат границите, речи си и да никаде не сме добре дојдени, зашто бројот на заразени и натаму е многу висок. Добар дел од граѓаните велат дека редно време било да се отворат границите и да се следи примерот на другите земји, секако без карантин во земји слични како нашата. Не само да се отворат границите, него пуштете го народот, ако веќе стекнеме имунитет, ќе си го стекнеме природно, а ова кој што треба да умри, тој кој ќе умри, кој што треба да се заштити, нек се заштити. Зошто целата економија да страда? Границите? Да. Па мислам да. Сите држави ги отворија, само ние Сите ги отворија, ние треба да ги отвориме, треба народот да излегува, да влегува, тога мислам да доаѓаат нормално дека треба. Со карантин, без карантин? Без карантин. Како сите што функционира? Како сите, така и ние. Мислам дека треба да се отворат више. Но има и такви граѓани, главно повозрастните, кои се против отворањето на границите согледувајќи епидемиолошката крива на заразени. Граници отвораат. За каде да се отвораат граници? Сметате дека е рано уште? Па се уште рано, мислам дека е рано. Повеќе држави ги отворија, па уште ние чекаме тоа момент. Па веројатно различен начин на справување со вирусот. Недоволно се справуваме ние? Дефинитивно. И треба и не треба, зависи од ситуација, кај нас гледате каква е. Многу уште заболени. Комшиите не те примат? Па мислам не. Висок е процентот на заразени во државата. Голем дел европски земји почнаа да ги укинуваат ограничувањата воведени за да се спречи ширењето на коронавирусот. Со кревањето на рампите, многу луѓе почнаа да размислуваат дали и каде може да заминат на одмор ова лето. Речи си секоја земја има свои правила за отворање на границите. Иако Грција најави дека од 15 јуни се очекува отворање на границите и за туристичките патувања, сепак сега тактизира и вели прво дека ќе следат ситуацијата во Македонија, па ќе соопшта што ќе решат. Соседна Бугарија од 1 јуни ги отвори границите со Србија, Грција и со Македонија, но по влошувањето на состојбата кај нас и наглиот пораст на ново заболени, Бугарското министерство за здравство издаде наредба за двонеделен карантин за македонците кои ќе пристигнат во Бугарија. Истото го воведе и Словенија за македонците. Хрватска веќе ги отвори границите за сите држави, но не и за жителите на Македонија и на Србија. И Црна Гора отвора граници, но и таму не сме добре дојдени. Кај нас пак се уште нема одлука за отворање на границите, ниту пак за аеродромите. Од ТАВ, концесионерот на аеродромите во Скопје и во Охрид, информирале дека по донесената одлука за нивно отворање им требало уште најмалку една недела за да ги стават во функција.